Бараме институциите да ги заштитат децата од монструмите кои сексуално напаѓаат деца. Ова е нивна обврска. Во спротивно, секој ваков чин ќе оди на душа на надлежните институции, изјавија од ВМРО ДПМН. Побара итно да се донесе правилникот за хемиска кастрација и повторно да се врати во употреба регистарот на педофили. Сега, кога се релативизира педофилијата како кривично дело, е вистински момент Министерството за правда да донесе правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденција за осудено лице, која му изречена мерка за медицинско фармаколошко лекување. Јавноста е згрозена од колумната на Шиндре. Веќе една недела не стивнуваат острите критики по контроверзниот текст на активистот насловен како сексуалноста над рационалноста. Статијата отвори многу прашања за педофилијата и за тоа која е најсоодветната казна за личност која сексуално ке злоупотреби дете. И по излегувањето од затвор, постои опасност педофилите да го повторат делото, бидејќи не можат да го контролираат нагонот, предупредува основачот на Меѓаши во отвореното студио на телевизија Нова. Ако ние ги соодветно санкционираме педофилите, а тие имаат рецидивизам и повторништво, со високи казни и со медикаментна терапија или евентуално за тешко кривично дело полов напад на дете на посебно брутален начин има мерка и доживотна затвор казна, тоа е најдобра превенција. Едноставно тие додека се на слобода не може да го контролираат нагонот или бидото. Тие се потенцијална опасност за секое дете. Педофилите секогаш ќе најдат начин да го прелажат детето, кое е безпомошно во вакви ситуации, смета актерката Весна Петрушевска. Ќе најде начин да го прелаже детето. Ќе најде начин да го уцени детето. Ќе најде начин да го заплаши детето со неговите механизми, а детето е потполно немоќно во тие моменти. На иста линија е и криминологот Крсте Милјановски. Пореметувањето на нагонот не е болест. Вие не можете да го ставите човекот во психијатриска установа да се лечи, затоа што тоа не се лечи. Нема лек. Сите научни истражувања тоа го покажуваат. Кога ќе излезе надвор, огромна е веројатноста дека ќе го повтори. Изреволтирани од оправдувањето на педофилијата, десетици мајки вчера побараа да се казни авторот на колумната согласно закон. Деновиве со свој став повторно се огласи и авторот на спорниот текст, кој тврди дека не бил добро разбран.